Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосалјевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, во која како моја и ваша гостинка е мојата именјачка, дали е правилен збор, пратеничката Драгана Бојковска. Добра вечер. Добра вечер, Драган, и поздрав до сите што не гледаат. Не сум сигурен дали е зборот и именјачка. Веројатно е грешно, нешто тука не ми е баш најасно, како и да е. Пратенички е една од новата генерација која што кажува голема агилност во собранието, голема активност, ве има на говорницата постојано на различни теми, една генерација која што покажува исклучителна волја, би рекол и политички интензитет кој што како малку да го заборавивме во претходниот период. Па ајде, можам да се согласам тука со вас. Ви благодарам еве на убавите зборови. Јас секој пат гледам да сум поскромна за себе, бидејќи гледам на тоа на начин на тоа што ми е дадена довербата и мене на крајот од денот тоа и ми е работа да ги застапувам граѓаните, не само младата популација, туку воопшто сите граѓани. И моето мислење е дека воопшто и политиката не треба да биде секој пат, ајде да кажам, толку лоша професија, бидејќи на некој начин таа може да представува и благодет, доколку знаете која ви е целта и доколку знаете што сакате да постигнете и како сакате да останете запаметени. Така што мојата мотивација во оваа работа е да ја гледам политиката како благодет за да направам нешто подобро и на крајот од денот најважно е и да не се разочарате и себе си, но и да не ги разочарате и граѓаните. Тоа е многу важно со оглед на тоа дека токму тие се што ви го даваат гласот или не ви го даваат и пресудуваат на крајот на криштата за вас. Светот во кој што живееме во моментов е прилично лошо место, би рекол, заради еден куп познати работи. Има и некои добри, еве, например, дека, не знам, екипажот на емисијата Артемис 2 полека се враќа кон земјата, откако отиде од другата страна на месечината, исклучително редок успех, рекорд. Меѓутоа тоа е тема за некои други времиња. Велам, специфична е ситуацијата во светот и токму во вакви околности Македонија се обидува објективно да ги засили своите односи со главната држава објективно во светот, со Соединетите американски држави. Токму денеска е оној стратешки диалог во САД на кој што од наша страна се представени неколку министри. И една многу интересна информација ја кажа денеска премиерот Мицкоски, имено дека во рамките на овој стратешки диалог со САД ние имаме да понудиме нешто што еве јас не бев многу информиран, имено реткиот минерал антимон кој што се наоѓа во кривопаланечкото село Луке, кој што има многу голема употреба во специфични индустрии и практично е договорено ние да го извезуваме во САД. Така е, Драган. Најнапред дозволете ви јас да го поздравам овој голем момент за Македонија и за македонските граѓани, што токму денеска еве се одржува и вториот диалог од онаа втора сесија на стратешкиот диалог помеѓу Република Македонија и Соединетите американски држави. Особено сум горда и представува добар момент бидејќи за нецели 2 години Македонија бележи навистина големи успеси кои што треба да бидат навистина една национална гордост за секој македонски граѓанин. Освен овој стратешки диалог кој што го отвараме со Соединетите американски држави, ние претходно имавме и исклучување на стратешко партнерство со Велика Британија и многу важен момент за македонските граѓани беше и затварање на оној мониторинг од страна на Советот на Европа, што буквално беше признание за нашата држава дека имаме владење на правото и имаме демократија. И овој момент кој што денеска еве ја предводи делегацијата на нашата држава од страна на министерот за надворешни работи, министерот Тимчо Муцунски, заедно со останатите министри за одбрана, за дигитална трансформација и за енергетика, кои што ценам дека исклучително плодни средби и кои што ќе донесат бенефит на нашата држава ќе бидат остварени по однос на билатералните средби и особено тука е важно да се нагласи што во моментов ние сме единствена држава во Европа која што има склучено ваков стратешки диалог со Соединетите американски држави во оваа администрација на САД. И е признание и успех за нашата определба и нашата посветеност кон склучување на силно стратешко партнерство со нашите партнери од Соединетите американски држави. Значи правиме нешто како што треба. Тоа е клучното, ми се чини.
Па јас мислам дека само позитивни вести за македонските граѓани може да донесе една ваква средба, особено со сила како што се Соединетите Американски држави, а го спомнавте и оној момент кој што во Македонија очигледно имаме ретки минерали кои што треба да бидат наша исто така гордост, во кој што во моментов тоа ќе биде буквално еден голем импут во нашата економија, не само преку вработувања нели нови и ангажирање на работници, туку директно ќе биде и импут во извозот и продавање на овие минерали, така што токму вака се води држави, токму вака се склучуваат партнерства и представуваат национална гордост, за разлика од едно време кога паметите ние имавме само склучување на преспански договори, француски предлози, така натаму кои што беа срам и понижување за нашите граѓани. Оно што мене ми е интересно во целава работа, знаете, кога кажете стратешки диалог, па сето тоа за процесниот граѓанин има една, тако би рекол, непозната димензија, односно делува само како еден политички памфлет. Меѓутоа, кога гледате конкретни работи, значи, ние сме навикнати повторно со големите сили да одиме од позиција на оној малиот што чека помош, што треба да му дадат нешто, што треба, не знам, да го спасуваат. Ова не е тоа, да. Ова не е тоа. Ние нудиме соработка со САД, кој што е велесила, во кој што ние имаме што да дадеме конкретно. Значи, окей, тие треба да прават топилница за преработка на наш минерал, кој што е редок, супер што го имаме, браво. Јас не знев, понатаму може да се понуди и проектот Чебрени галиште пред американски инвеститори, значи настапуваме, ајде да не кажам офанзивно, тоа е можеби потежок избор, меѓутоа настапуваме од позиција на некој кој што има и што да даде, а не само моли и да земе. И да бидеме конкурентни. Имено. Убаво кажавте, ние ова е нов некој квалитет. Во минатото ние токму тој го сведочевме. Медиумите беа преполни со вести од типот на како Македонија моли, коленичи за некаква донација, за дайте ни чизми, па дайте ни патики, така е. А сега имаме партнерство со конкретни работи кои што не прават конкурентни во самиот процес, еве и на стратешкиот диалог, но воопшто еве и го споменавме и партнерството со Велика Британија, така што со конкретни проекти одиме за да имаме конкретни резултати точно за македонските граѓани. Споменавме некои од проектите, а македонските граѓани ќе бидат сведоци на уште многу попозитивни проекти кои што ќе ги видиме во Македонија. Веќе имаме најава и од министрите кои што се таму дека интензивно се прават билатерални средби и со приватни компании, и со билатерални средби со администрацијата во Соединетите Американски држави за на ресорно ниво да се искомуницираат работите и да се постигне напредок, особено тука говорам за дигиталната трансформација, која што како никогаш досега во Македонија се зборува на едно високо ниво. Впрочем, и Министерството за дигитална трансформација бележи највисок успех кога се работи за реформската агенда која што треба да оствариме согласно Европската унија. Тука мислам особено исто така и на одбраната, во која што гледаме дека Соединетите Американски држави се навистина наш силен поддржувач и голем партнер кога се работи за модернизација на опремата во одбраната, енергетиката, надворешната трговија, економијата, така што стратешки мислам дека сме добро поставени. Останува сега на времето да ги видиме плодовите кои што ќе ги добиеме од тоа. И тоа само така може. Јас имам зборувано со Виктор Мизо, човек што и тоа како знае што значи соработка со меѓународни партнери, особено со инвеститори, со бизнисмени. Потребни се години да вие воопшто како мала земја да им дојдете во видик, тие воопшто да ве забележат, да ве видат во просторот и времето, бидејќи се работи за компании кои што врдат тешки милиарди и кои што вие не можете воопшто ни најчесто да им се приближите на тие нивни генерални директори и така натаму. Потоа ние успеавме, благодарејќи на некои чудни одлуки, сето тоа да го поништиме практично. И сега повторно се враќаме на големата сцена и се обидуваме да создадеме практично нови релации, како беа дел од нив веројатно уништени, може би не намерно, едноставно како резултат на неспособност, ќе речам, на незаинтересираност. Имавме 7 години во кои што едноставно на некои луѓе изгледа не им беше гајле. Дали ќе има соработка со големи компании, дали ќе има странски инвестиции, односно се користеа плодовите од она што претходно беше создадено, тоа е веќе некоја друга приказна. Факт е дека повторно се враќаме на големата сцена и тоа само на човек со лоши намери нема да му биде мило. Се друго е начинот на кој што ќе се најдете вие на видикот
во Вашингтон може само да дојде преку вашата сериозност, дали сте сериозни во намерите кои што сакате да ги остварите. Очигледно, претходната влада не најде воопшто на момент да се најде на видик во Вашингтон и да се зборува за Република Македонија во Вашингтон. Беше изолиран случај, комплетно изолиран случај. Сега гледаме вакви големи моменти во кои што наоѓаме на стратешки диалог со Соединетите Американски држави, со конкретни проекти, бидејќи очигледно е поинаков начинот на комуникација и сериозноста во која што влегуваме во овие проекти. Така што јас никогаш не сакам да, како да ви кажам, да го амнестирам она кое што претходно го правеше претходната влада, да се задоволиме со тоа дека не биле сериозни или не знаеле како. Апсолутно, доколку сте ја добиле довербата, вие сте биле должни тоа да го испорачате и да бидете во најмала рака сериозни во овие релации. Така што граѓаните се мудри, ги памтат тие времиња, сега е време во кое што треба да настапиме од поинаков агол, во кое што нема да коленичиме, во кое што нема да се срамиме и мислам дека во овие 2 години не дозволивме ниту еден македонски граѓанин да биде засрамен, особено кога оди надвор од границите на Македонија, да се чувствува понижено или непријатно пред некој друг. Што за жал не беше случај баш и секогаш. Кога сме се уште кај меѓународниот фактор, една многу интересна ситуација, и именно вчера имаше протести на младите студенти албанци, тие бараат да можат да го полагаат правосудниот систем на албански јазик. Кога тоа прашање човек се разбира, може да дебатира дали треба, дали не. Гледам во владината коалиција се прават комбинации некои околу полагањето на правосудниот систем. Ќе се формира владин тим кој што ќе разгледува таа работа. Меѓутоа се случи нешто што можеме да го наречеме, премиерот конкретно го нарече злоупотреба на овие протести. При тоа не мислам само на оние непотребни извикувања учек, продавање националистички пароли, што нема врска, впрочем, со оно за што се протестира, меѓутоа со нешто друго уште полошо, именно еден вид на злоупотреба на легитимни протести за дестабилизација на земјата. Интересно, премиерот направил потек и ги известил и НАТО и Европската Унија за овој случај. Рече дека од нивна страна тоа било прифатено со загриженост, но интересно и Бојар Османи исто така се пофали дека и тие пратиле писмо, значи ДУИ, во кое што се обиделе да докажат спротивно, дека впрочем владата нема сенс за меѓунационалните односи. Најнапред мене ми е многу жал што повторно очигледна група на млади луѓе дозволуваат пред се да бидат злоупотребени од страна на еден политички субјект кој што очигледно беше пред очите на целата јавност дека има политичко влијание и има политичко мешање од страна на Демократската унија за интеграција, бидејќи на самиот протест видовме и видни функционери на ДУИ, па видовме и слики во кои што и видеа во кои што се гледа дека не биле можеби толку пожелни на самиот протест, но не и се. Но неве што се представија како професори кои што се заинтересирани за... Знаете како, тука само би спратила една многу важна порака до младите луѓе, бидејќи ние паметиме времиња во кои што токму младите луѓе беа злоупотребувани заради политички цели, заради носење на некои си лични бенефити од еден политички субјект. Тука ќе споменам слободно шарената револуција, која што беше момент во кој што со онаа парола нема правда, нема мир, советување дека ќе дојде правдата во Македонија, ќе има подобар живот за младите луѓе. На крајот од сета таа шарена револуција, најразочарани останаа токму овие луѓе, младите луѓе, па и најголем дел, уште повеќе разочарани се токму оние кои што беа активисти во шарената револуција, кои што сведочат денеска за нивната разочараност и за тоа што биле злоупотребувани во Беше злоупотреба нивната младост, бунтовност, она природна бунтовност која што постои, она желба за револуција, за радикални промени, што е сосема сватлива. За мене е легитимно не само младите луѓе, туку и секој човек да бара определени права, да се дискутира за тоа дали е потребно или не е потребно да се седне на маса, да се разговара за диалогот, но очигледно е тука намерата на еден политички субјект кој што сака да ја наметне повторно преку национални теми, да создава една ситуација на дестабилизација и на немири. Колку е реално тоа можно пратенички во овој контекст? Македонија е фрагилно општество, тоа е факт, особено меѓунационалните односи секогаш биле плодна почва за создавање на... И кое што ги оценувам на многу високо ниво, дека се... Но токму сега, во ситуацијава кога навистина делува релаксирано,
и кога навистина гледаме еден обид од владачката гарнитура да ги одржи да на највисоко ниво. Така е, сега гледаме нешто друго, нешто обид за враќање во едно поминато време практично. Може би мене ми е јасно дека и на повеќето граѓани ми е јасно дека дуи сами по себе немаат што друго да понудат со зелени агенди, со другите агенди што ги измислува, не се прославија многу и ова е нивното поле. Меѓутоа колку е реално тие повторно да успеат да навлечат еден дел млади луѓе да поверуваат во оваа заблуда? Па со оваа реторика која што ја создава, далеку се од она кое што би требало да им биде нели целта на нив, привлекување на гласачи, доаѓање нивно повторно на власт. Ова се остатоци од она владење на Дуи кое што претходно го промовираше, само сув национализам без практични мерки, без суштина, без подобар живот за граѓаните, така што не ценам дека ги носи повторно во добра насока, бидејќи примерот пред 2 години на изборите беше токму дека со овие политики на Дуи не му носи ништо добро, особено во контекст на поддршка на гласовите. Но ако немате ништо друго претенички, вие се наоѓате во проблем. Ако немате што друго да понудите, вие ќе се држите како слеп за стап за тоа што го знаете, во тоа што сте вешти. Апсолутно, и затоа и тонат и со рейтинг, затоа и ќе бидат очигледно уште долго време во опозиција, но тоа е работа во која што треба и Демократската унија да се занимава во своите редови. Јас, освен она кое што го направи премиерот и кое што го потенцира во ваква ситуација, дека наоѓаме начин кој што ќе биде пред се уставен и важечки за да се реши оваа тема, не паметам на волку објективен и на волку суштински начин да им понуди премиерот на државата да се реши ситуацијата во која што ја барат и самите млади луѓе, но повторно ќе повикам на едно внимание во ситуација во која што не би требало овие млади луѓе да бидат злоупотребени само заради политички цени. Наша потврда токму за владењето на демократијата и почитувањето на малцинските заедници тука кај нас во Македонија и токму затварањето на мониторингот од страна на Советот на Европа, што значи дека имаме високо ниво на заедништво, високо ниво на почитување на малцинските заедници и овој проблем верувам дека ќе биде решен во скоро време, кога цениме дека ќе биде уставен и важечки, се со цел да не предизвикаме па од другата страна па и нелагодност или неуставен модел во кој што би дошло до решавање на проблемот. Тука има уште еден прашалник според мене, именно односот на албанскиот дел од владината коалиција. Во овој случај конкретно се делуваат неисправен начин, според мене, меѓутоа знаеме дека во минатиот период, и тоа е фер да се каже, имало испади од нивна страна, кои што сосема непотребно ги потрунуваат вистинските прашања, тоа е економија, тоа е соработка, тоа е евроинтеграција и така натаму настрана и се враќаат кон некакви избледени веќе националистички теми. Мислите дека овој дел од власта, оваа гарнитура, зборувам за вреди се разбира коалицијата, вреди, има капацитети човечки, интелектуален и политички да се надмине себе си и да не западне во нешто што се случувало порано, именно Дуи кога сакала, успевала секогаш другите албански партии во Македонија да ги инструира на некој начин да влезат во таа националистичка приказна? Па мислам дека после последните парламентарни избори нашиот коалиционен партнер Вреди на многу чиста ситуација може да ја види работата дали нешто оди во позитивна или во негативна полза, ајде да кажам, бидејќи од страна на Дуи беше промовиран еден модел. Очекуваме сега од нашиот коалиционен партнер Вреди да го представи се она кое што не е анти-Дуи, но важна работа е тоа што ние во владината коалиција заедно со Вреди и со Знам влегуваме со реторика во која што немаме ниту една поделба немаме ниту една етничка поделба. Ние кога разговараме за животот во Македонија, ние кога разговараме за граѓаните на Република Македонија, во ниту еден момент не зборуваме за македонци, албанци, турци, роми, власи и така натаму. Ние зборуваме за економија која што е брзорастечка и која што важи за
сите. Ние зборуваме за проекти во државата, за проекти во општините кои што ќе бидат еднакви за сите без разлика на политичката припадност, без разлика на етничката припадност, застапеноста на етничката припадност во општините. Ние разговараме за поддршка на компаниите кои што ќе важат еднакво за сите без разлика на компании кои што припаѓаат, не знам, на една или на друга страна, без разлика. Правиме атмосфера во која што сите права и сите обврски пред се Драган ќе важат еднакво за сите граѓани. Тоа и го очекуваме во овој, бидејќи знаете како владењето и раковувањето на државата треба да биде во овие партнерски односи двострана димензија, и во овој случај мислам дека доколку и мислиме добро на државата, но и на сите граѓани воопшто во нашата држава, без разлика, повторувам, на етничката припадност, можеме само да постигнеме напредок доколку зборуваме за проекти, за конкретни работи кои што ќе го подобрат животот на граѓаните без делење по било каков Но сметате дека вашите партнери се на висината на задачата. Повторно инсистирам, се случувало порано кога македонскиот дел, малку не мога да го каже човек, но и тоа македонскиот дел од владата навистина вложува многу, а албанскиот така малку се држи на позиција. Мене ми е да ги задоволам барањата на албанските гласачи, на албанските граѓани, па за другото баш ми е гајле. Овде имаме нов квалитет очигледно. Тоа е сега политичкиот контекст, можеби ако го земеме да го разговараме, но на крајот од денот тоа е избор на политичката партија. Ние во владината коалиција зборуваме за коалиција во која што ќе разговараме за партнерски односи за менаџирање на државата. И тука мислам дека сме на едно соодветно и на стабилно ниво заедно со нашите коалициони партнери. Тоа е целта кога вие влегувате во коалициони или партнерски односи со овие политички субјекти. На крајот од денот тоа и ни е важно, како внатре партиски ќе се организираат и што ќе промовираат на денот на изборите, ќе го добијат од граѓаните. Така. Ја спомнавте економијата, не може да се избега од фактичката состојба. Ние имаме една криза на глобално ниво која што ние не сме виновни. Ова можеме да го кажеме отворено, не сме виновни за оваа ситуација. Впрочем, не е виновен 98% од светот, од светската популација, меѓутоа фактичката состојба е таа. Доаѓа голема криза, она што се случува на Блискиот Исток, особено во заливот, едноставно прави драматични промени на берзите, нафтата расте и очигледно е допрва ќе расте заедно со неа и сите практично производи. Ние веќе тоа го чувствуваме. Не може да се избега, и она што е најстрашно, вие имате криза која што е тотално непредвидлива. Вие не може да знаете дали за недела две ќе заврши конфликтот, па потоа да правите одредени проекции, или ќе трае уште месец дена, уште 6 месеци, или кој знае како. Реториката на светските политичари е таква што еден ден велат ќе завршиме со војната, друг ден велат ќе одиме до крај, и сето тоа создава една апсолутно непосакувана клима. Меѓутоа, дали ние, како држава, добро се справуваме со целава ситуација? Да, веќе се преземени некои мерки, беше намалена на еден вешт начин цената на нафтата, колку што се може. Од друга страна, некој ќе рече, ама што зборуваш ти сега? Се поскапи дизелот за 2,5 денари вчера. Колку можеме ние објективно да се заштитиме не само во оваа ситуација, туку во претпоставка дека оваа работа допрва ќе се влошува? Мораме да имаме предвид дека допрва може да дојдат црните денови. Гледате, како во услови на глобална криза која што неминовно ја зафаќа и нашата држава и која што е предизвикана од надворешни фактори, не внатре во државата, наша најголема задача и најголема одговорност е како ќе одговориме на овој удар со кој што се соочува целиот свет. И тука морам да кажам дека нашата држава како лидер во регионот се постави кога се однесува за заштита особено на граѓаните. Бидејќи по сите мерења, како сакаме да гледаме сега, бидејќи гледаме од страна на опозицијата едни обвинувања, шпекулации, сарказам, користење на сарказам, факт е дека во Македонија, бидејќи се работи пред себе за енергетска криза, имаме најниски
цени на дизелот и на бензинот. Во приличи целиот регион, така. Тоа го гледаме и по тоа што и Што се доаѓаат и купуваат кај нас, тоа е така. Купуваат кај нас и мислам дека првиот удар кој што го добивме еве од страна на од она кој што се случува на Блискиот Исток како држава, се соочевме и се справивме на задоволително ниво, бидејќи резултатите покажуваат дека имаме стабилно ниво на нафтата и на бензинот кај нас во државата, што значи дека треба да бидеме особено внимателни, треба да ја следиме ситуацијата. Нормално е дека ќе има предизвици, не знаеме што ќе се случува во наредниот период. Имаме сценарија кои што ни кажуваат да доколку трае подолго време кризата, како би требало да се поставиле и што би требале да одговориме. Правиме сценарија што доколку кризата трае пократко, така што тука ќе направам повторно една паралела во услови кога имаме глобална криза, како претходно државата се однесуваше, кога носеше адхок решенија, кога беше во една безизгледна состојба, кога копираше на некој начин, некогаш пробуваше да копира решенија од некои соседни држави, но бидејќи на крајот од денот беа и закаснети, неуспешни беа. Но често пати не соодветствуваат на реалните околности кај нас, без разлика дали Србија или Бугарија, напамет зборувам, добро се справува на свој начин, вие не можете со просто копирање да секогаш да го добиете тој резултат. Тоа е идејноста и тоа е начинот и комуникацијата на кој што треба да се менаџира една ваква состојба во државата. И тоа е разликата која што е во време на владење на СДСМ и ДУИ и сега кога ние се соочуваме како влада со оваа криза. Морам да кажам дека во првиот удар покажавме на свесност, прогласивме кризна состојба. Првиот момент беше со намалувањето на ДДВ-то на горивата од 18 на 10%. Тука морам да го поздравам и оној диалог и комуникација директно со ОКТА кој што донесовме еден момент и ОКТА да даде и попуст дополнителен за граѓаните, со што всушност граѓаните не почувствуваа некои енормни зголемувања на дизелот и на бензинот, кое што директно рефлектира по нивниот семеен буџет, така што ова го оценувам како навремена реакција. Имаме изгледи дека доколку продолжи истата криза и доколку продолжи онаа тенденција на зголемување на горивата, да излеземе и со други дополнителни мерки. Премиерот го најави дека по Великден веројатно ќе следат нови пакет мерки за обложување. Затоа кажавме ние од првиот момент дека имаме сценарија, повеќе сценарија во кои што соодветно на она кое што се случува би се поставиле. Не треба да влегуваме во оваа ситуација емотивно и да носиме адхок, бидејќи на крајот од денот тоа пак повторно ќе биде товар за граѓаните доколку не процениме доволно, доколку не се поставиме стратешки кон оваа ситуација. Затоа излеговме со мерки, доколку истото продолжи, ние ќе понудиме решенија како што сега повторно со нови решенија како што се намалување на акцизата, и ограничување на профитни маржи, размислување понатаму за намалување на профитната маржа, за прехрамбрените производи кои што се основни прехрамбрени производи кај граѓаните. Ова е многу важно, претедички, зашто јас го зборувам? Јас го зборувам. Го зборува секој што се обидува разумно да размислува. Кога имате криза која што се случува, се разбира дека секој тргнува од својот џеп, од своите сметки, од своите можности и вели, вие правите што правите, ама мене сепак ми е поскапо млекото, сепак ми е поскап бензинот, сепак ми е поскапо ова или она. Меѓутоа, ако ги увидите граѓаните, дека сепак некој некаде, а тој некој некаде мора да е владата по дефиниција, навистина има план. И тој има и план А, Б, и С, и Д, план за сите околности, план и ако војнава трае не знам колку време, и план ако дојде до, не знам, глобална катастрофа, и план ако биде полу-полу. Тоа дава кај луѓето чувство дека некој навистина размислува, некој навистина се грижи и нема да ги остави така. Она чувство кое што насушно ни е потребно. Дека не сме оставени сами на себе и дека сега само чекаме, повторно на дефанзивна логика, само чекаме, ако не погоди метеорот, не погоди. Не, имаме план некаков со тој метеор. Апсолутно и со оваа ситуација сега моментално во овој изменет период дека трае кризата, јас можам да оценам дека
има смиреност кај граѓаните по однос на тоа се што се случува како удар врз државата, како и кое што доаѓа како рефлексија од страна на онаа криза која што неминовно не погодува и нас, бидејќи покажуваме дека довербата која што ни ја дават граѓаните, ние сме тука да ја оправдаме, но и да ги заштитиме од страна на истите удари. Така што во овој момент, бидејќи го спомнавте и джебот на граѓаните и семејниот буџет, а тоа апсолутно се рефлектира по се она кое што е трошок за ниво секојдневието, ние подолг временски период алармираме на она што значи заштита на граѓаните, особено од страна на трговците. Подолг временски период алармираме дека доколку некој ги злоупотреби оние фер трговски практики, а се случува за жал, а за тоа постои комисија за заштита на конкуренција која што гледам дека активно работи на терен и државниот пазарен инспекторат кој што треба да ги даде своите изгледи по она која што досега излезено на терен и со тоа со каква состојба се соочуваме во моментот од страна на трговците. Алармиравме и укажувавме дека било каква злоупотреба на фер трговски практики ќе биде строго санкционирано и строго ќе бидат казнати оние трговци кои што од оваа криза ќе гледаат на начин на кој што би можеле да заработат. И ние сме многу сериозни во ова и поради тоа најавуваме еве во владина процедура треба да се најде и законот за нефер трговски практики со кој што директно 10 пати повеќе ќе бидат зголемени казните за оние трговци кои што ќе го злоупотребат законот за нефер трговски практики и кои што ќе сакаат да профитираат. Казните не беа високи со овој закон, но дополнително со ова мислам дека воопшто неисплатлив ќе им излезе бизнисот и неисплатливо ќе им биде помислата да профитираат во услови на криза кога сме им најпотребни на граѓаните. Кога човек се наоѓа во катастрофална ситуација, вие го злоупотребувате токму тој момент и подигате цени до безсмисла, а и тоа не се случувало. Јас сум апсолутно за казни, 10 пати повеќе, колку што може повеќе. Апсолутно, бидејќи нашиот начин не е со адхок мерки. Ние можеме да излеземе со адхок мерки кои што ќе дадат можеби постабилни цени за месец или за два, но потоа вртоглаво ќе се качат цените повторно во маркетите и нема да имаме никаков бенефит. Мислам дека само со заштита на граѓаните преку овие вистински механизми можеме да постигнеме некаков напредок на ова поле. Да. Во собранието се случуваат интересни работи, бројни закони чекаат. Се разбира, многумина чекаат да го видат и фамозниот нов кривичен законник. Вие направивте промени, изгласавте промени на оној исклучително лош кривичен законник, кој што практично ги ослободуваше од одговорност оние што од позиција на власт правеле што сакаат. Во меѓувреме законот за совет на јавни обвинители се наоѓа пред вас. Меѓутоа, вие денеска бевте во собранието? Бев, да, денеска. Во предпаднето во законодавниот дом за време на јавната расправа за еднакви права на мажите и жените, пратеничката Илире Даути од Алијансата за албанците тврдеше дека не се почитува законот за јазиците и тврдеше дека таа самата била жртва на психичко насилство денеска. Па добро, јас не бев присутна на комисијата од причина што не бев со други работни обврски, не сум член или заменик права листата. како пратеник биле прекршени. Но повторно, Драган, оној момент со кој што и почнавме со емисијата, повторно тој непотребен национализам, повторно ајде да ја кажам, сензационализам кој што дуи повторно сака да го па таа хипокризија во која што не може да се навикнат во услови на опозиција да делуваат. Јас би оценила. Тоа е таа хипокризија. Наместо да на самата комисија се расправа за семејно наследство се разбира. Многу важна тема, апсолутно, да. За толку сензитивна тема, за толку ранлива тема, и вие повторно да рефлектирате со една ваква тема, повторно ќе кажам, тема која што е можеби се зборувала во минатиот век, која што повторно не продуцира нешто добро за граѓаните. Не знам што да кажам, Драган, освен дека навистина не и ние сите граѓани на државава се изморени од оваа тема и од она која што буквално во една ваква институција како што е Собранието на Република Македонија се отвараат вакви теми, не се зборува за суштина, тоа е
особено ваква ранлива тема која што не Апсолутно. потреса изминатиот период со неколку случаи кои што Меѓутоа некој може да ја отвори. спречи расправата, буквално едната расправа и да обвини дека затоа што немало, не знам, на албански, дека чувствува психичко насилство. А И сега- при тоа невладините организации, присутните кои што беа таму, кажуваат дека добиле покана и добиле и на македонски и на албански. Но проблем јазик. очигледно морало да се направи, тоа ми е збор. Очигледно морало да се Знаете да се како? конструира. Се правиме на крајот од денот што е можно подобро на начин на кој што мислиме ние дека е најдобар, за на денот на изборите да се измериме и да видиме дали ќе ја добиеме со ова поддршката на граѓаните. На крајот од денот пак ќе се вратам на она кое што го потенциравме, дали ова ги носи и македонците и албанците и сите воопшто граѓани во нашата држава кон нешто подобро, самите граѓани нека проценат и нека почувствуваат. На крајот на денот тие се тие што одлучуваат, но ги спомнавме законите што чекаат на ред. Сега со новиот државен јавен обвинител, со овие нови закони кои што треба да поминат во собранието, ќе се создаде конечно ред во правосудниот систем. Се знам дека ова прашање се разбира од $1.000.000. Не може еден човек, не може еден закон, меѓутоа ќе создаде ли клима системски поставена за еднаш кога да излеземе од ова сивило, црнило, како да го наречам, во кое што е заглавена нашата правосудна приказна. Многу повеќе од закони, измени на закони се потребни за да се направи висока и вистинска реформа во правосудството. Споменавте вие неколку закони, она кое што во правосудството воопшто е потребно да се обезбеди е давање на механизам за истото да биде транспарентно и јасно. Еден од начините токму и преку подобрување на легислативата, преку оние закони кои што исто така и се дел од реформската агенда на нашата држава. Го споменавте кривичниот законик кој што исто така треба да биде донесен како комплетно нов кривичен законик. Ние направивме измени на кривичниот законик пред Нова година, но тоа се беа оние измени кои што треба да ги, ајде да кажам, да ги спречат оние така наречени несретни измени на СДСМ во 2023 година. Но сепак е привремено балансирање. Така е, го потенцирам несреќни, заради тоа што за мене беше апсурдно кога пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, оние измени кои што ги направиат во 2023 година, во кои што буквално го амнестираа криминалот, го нарекоа несреќен случај. Како не баре тоа било случајност, како не баре тоа случајно се нашло во собрание, како не баре случајно се Закон не се гласало носи несреќно, колку што така што многу наивно и многу подценувачки за нашата држава, заради тоа што на крајот од денот, освен што се амнестирал криминал, вие сте амнестирале криминал во кој што парите на граѓаните сте ги дале на луѓе кои што требале да одговараат за овој криминал кој што сторен. Тоа се пари кои што требало да бидат вложени во градинки, во училишта, во патишта. Значи, замислете ги оние пари кои што биле проневерени со злоупотреба на службена положба, како нешто конкретно, како проекти за граѓаните кои што денеска можеме да ги имаме со тие пари, бидејќи на крајот од денот ние се што менаџираме и се што правиме во државата треба да го направиме со одредени ресурси, а тоа е буџетот. Така е, но бенефитот ние не го видовме заради тие си го нарекоа тоа несреќен случај. И сега кога ние го исправивме истото со измена на кривичниот законник, и тогаш најдоа начин да кажат ова се козметички измени, ова, а воедно беа ставени многу важни кривични одредби во истите измени на кривичниот законник, како што се семејното насилство, злоупотреба на туѓа снимка и така натаму. Но како да ви кажам, сконцентрирани сме многу на обезбедувањето на правилен механизам за правосудството. Апсолутно стоиме и како пратеници на давање на механизам во кој што правосудството ќе биде целосно ослободено, во кој што правосудството ќе има подобар начин и поквалитетен начин за функционирање. Пратениците се на располагање. Тоа ќе биде и со како механизам исто така и новиот кривичен закон кој што треба да биде донесен. Информирана сум дека работната група е завршена со креирање на оној кривичен закон
законник треба да се испрати кривичниот законник до Европската комисија за мислење. Добро е што во собранието се воспостави пракса за вакви реформски закони, за вакви важни закони да се отвара јавна расправа. Тоа е воспоставена пракса на Комисијата за политички системи, каде што председател е господинот Пренџов. Имавме јавни расправи за законот за јавното обвинителство, за законот за Советот на јавни обвинители, каде што со експертската јавност дискутиравме за подобрување на законските текстови. И ова е еден добар момент и убав момент, бидејќи покажуваме добра волја и искрена волја да го креираме законот во една конструктивна и позитивна насока. При тоа во соработка со опозицијата, интересен момент. Можете слободно да ставите европско знаменце и да го протуркате. И тоа сме го гледале. Апсолутно. Она што не прави различни, многу поразлично од она што претходно се случуваше во собранието е носење на вакви така наречени реформски закони, така наречени европски закони, со европско знаменци беа носени во 5 за 12. Ништо немаше реформско, ништо немаше европско во тие закони, напротив беа носени во 5 за 12 за да се задоволи одреден личен интерес, за да се стори уште некој криминал повеќе. Тоа беше навистина тажна и несреќна слика во државата што денеска е минатот на многу инклузивен начин, со експертската јавност, со комуникација исто така и со амандмани од страна на опозицијата кои што беа прифатени на комисија. Прифатени се амандмани во интересен момент. Не се ad hoc одбивани се. Ние имавме многу конструктивна дебата на комисијата за политички системи, конкретно за законот за јавно обвинителство. Беа прифатени амандмани од страна на Социјалдемократскиот сојуз и од страна на Демократската унија за интеграција, така што аргументите ги соочивме за ваков реформски закон и амандмани беа прифатени. Апсолутно, ние покажуваме разлика во нашето ние сме многу комотни во парламентарното мнозинство и можеме да ги донесеме законите, но сакаме да создадеме ситуација во која што демократијата навистина ќе има вистинско значење. И онаму каде што гледаме подобрување на предлогот или на законот, тоа го правиме со искрена намера, се со цел на крајот од денот резултатот да го почувствуваат најдобро граѓаните. Вие му дадовте поддршка, вие, мислам на вашата претедничка група, на новиот државен јавен обвинител господин Цавески. Тој веднаш беше обвинет, се разбира, од СДСМ дека е партиски играч, дека одработува за ВМРО ДПМН и дека тоа е всушност, како велат сега да не сгрешам некој од термините, последен клинец во ковчегот на македонското правосудство, односно доказ дека ВМРО ДПМН е повторно од позиција на режим, ги зграбчи сите узди врз правосудството и сега ги држи како во кафес. Ако сгрешив, отприлика тоа е тоа. Дозволете ми да искоментирам дека гледам на оваа реакција како момент во кој што падна и последниот бедем на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, а тоа е со разрешувањето, односно самиот си даде во 5 за 12 оставка државниот јавен обвинител тогашен Коцевски. Да. Така што таа реакција ценам дека доаѓа од тој момент. Ние видовме еден момент во кој што најнапред во собраниската расправа наводно беше пофалена биографијата на државниот јавен обвинител. Видовме еден момент во кој што можеме да најдем, бидејќи неспорно е дека на сегашниот државен јавен обвинител биографијата никој не може да му ја спори, по она која што го гледам и по медиумите и гости кај вас во емисија. Но тоа беше признато, а потоа нагло се промени наративот. И како успеа за една недела да проценат дека тоа е, не знам, во корелација со ВМРО ДПМН, значи ниту се остави простор, веднаш се појде со обвинувања. Мене дополнително со такви неосновани обвинувања ми создаваат впечаток на паника и на страв кој што се шири кај нив, а тоа е дека ќе се отворат предметите кои што подолго време стојат во фиоки, дека некој сега ќе треба да ги отвори тие предмети и да видиме што се случувало во државата, зошто досега пријавите кои што ги доставува надлежните за одредени злоупотреби во институциите не биле отворени, така што ценам дека ременот се стеснува, а ние, убаво споменавте, се сеќаваме на
многу реформи во правосудството во кои што беа ветувани, како што и дојда на бранот на нема правда, нема мир, па дојда со она помпезно специјално јавно обвинителство кое што на крајот денот беше огромно разочарување, каде што гледаме дека уште немаме разрешница на оние бонуси во социјалното јавно обвинителство. Стотици илјади евра по човек кои што биле исплаќани, а за кои што ниту видовме правда, ниту видовме разрешница, туку напротив тоа представуваше еден синоним на висока корупција во државата. Но затоа обвинителката Ленче Ристовска даде оставка и обвини практично дека обвинителите сега стануваат незаштитени, нема кој да ги брани. Индиректно порача дека со ВМРО на власт не може да има кај нас независно судство и обвинителство. Па, јас од тука само повикала дека граѓаните она кое што го очекуваат е да се решат сите случаи. Тука не мислам на селективност. Сите случаи. Вклучително, бидејќи обвинителката Ленче Ристовска, поранешна сега обвинителка Ленче Ристовска, доаѓа од специјалното јавно обвинителство, кој што знаеме дека имало бонуси. Ајде да видиме таму што се случувало. Големи се очекувањата, Драган, од државниот јавен обвинител, кој што сега има огромна задача и огромен товар да ги реши овие состојби, бидејќи држава во која што ви е правосудството со 2% доверба е на најнизок праг што може да постои. Големи се одговорностите и оправдани се реакциите и очекувањата кои што не ги имаме само ние како народни избраници, туку воопшто и граѓаните. Не треба да се разбира како негативна појава во државата кога граѓаните и ние како народни представници повикуваме на отварање на случаи. Ние повикуваме на отварање на сите случаи, не на селективност. Бараме реформа во правосудството, бараме реформа во јавното обвинителство само доколку неселективно се отвараат сите предмети и да се решат апсолутно сите случаи. Не само отварање, потенцирам и нивно решавање, бидејќи ние во јавно и она кое што го правиме со законот за јавно обвинителство и со законот за советот на јавни обвинители е механизми во кои што нема само да се отвори некаков случај или да се отвори дисциплинска постапка за одреден јавен обвинител, да речеме, а да не најде никогаш разрешување на истиот случај. Тоа е замајување на јавноста, најпросто кажам. Така што потенцирам на отварање и на разрешување на истиот случај. Ме радува што државниот јавен обвинител гледам дека прави напор и да се дигитализира процесот во јавното обвинителство, што мислам дека апсолутно е решение на спречување на корупција и влијание, исто така надворешно влијание во овие ситуации, бидејќи дигитализацијата е најдобар начин за решавање и за спречување на корупцијата во нашата држава. Во неколку наврати ја спомнуваме СДСМ, тоа е се уште официјално најголемиот ривал на ВМРО ДПМН на политичката сцена. Велам се уште затоа што не е модата работите во прилог, анкетите се катастрофални за нив. Тие не ги признаваат, природно, велат дека такви тие анкети се нарачани и така натаму, дека реалните анкети покажуваат раст на нивната доверба, напротив пат на довербата во ВМРО ДПМН, во премиерот и така натаму. Интересни моменти има неколку, еден од нив е, например, кога лидерот на СДСМ Венко Филипче го повика премиерот да види како СДСМ се справувала со една друга криза, со ковид кризата, например, и да ги украде практично тактиките и стратегиите од тоа време. Од друга страна, не заборава да ја обвини ВМРО ДПМН дека има намера целосно да ја блокира евроинтеграцијата на земјата, односно повикува уставни измени да се направат веднаш бугарите да влезат во уставот и така натаму, и вели дали ќе останеме слепо црево на Балканот, контролирано од Русија преку прокси рускиот играч Мицкоски. Знаете како, излегува анкетите, ги видовме и ретко кога тие анкети се далеку од реалноста. Покажала историјата дека секогаш барем приближно биле вистините и биле реални со она што се одветвува на терен. Очигледно е дека по оние анкети кои што ги видовме, граѓаните препознаваат стабилност и јасна недвосмислена порака кај претседателот Кристијан Мицкоски и кај ВМРО ДПМН. На тоа не идовме на реакција од страна на Венко Филипче и од Социјалдемократскиот сојуз со сарказам. На тоа беше одговорено со сарказам по однос на самите одговори на граѓаните за тоа за кој ја даваат довербата.
Но ние можеме да се шегуваме на оваа сметка, ама разлика од 7 пати воопшто не е шала. Па, на крајот 7 од денот. пати е... Бидејќи јас и на терен го имам видено тоа, како е да не биде воопшто смешно и воопшто да не биде толку интересен сарказмот и на терен, особено еве бидејќи јас доаѓам од општина Илинден, кај нас разликата на ВМРО ДПМН наспроти СДСМ е 10:1. Јас сум видела како политички субјект таму тони воопшто е маргинализиран субјект. За разлика од на страна 10:1 на... веќе воопшто не е објективен судир на политички концепции. 10:1 е кога играат фудбал Англија и Андора. Мислам сега на памет зборувам, тоа не ни влегува Така. веќе во ривалство. Па и 7:1 мислам Исто. дека е иста, Да. приближно ист момент, така што воопшто за мене да сум на нивно место не би било смешно, туку апсолутно би се замислила што правам на терен, а впрочем на таков сарказам и на таков момент во кој што излегува нели и Венко Филипчи како лидер на Социјалдемократскиот сојуз, одговарат високи функционери на СДСМ, односно пратеници и подпредседатели, на самите анкети велат тоа е реалноста, треба да се консолидираме, треба да видиме што треба да направиме подобро. Значи имате два моменти во СДСМ во кои што лидерот на СДСМ не ги прифаќа, вели дека се нереални, местени, значи тотално како во една друга паралела. Имате од другата страна исто така функционери, активисти на Социјалдемократскиот сојуз кај што велат нешто друго. И наскоро може да бидат избркани, според некоја лошо, логика, добро. Многу е лошо што имаат лидер во кој што не обединува. Вие споменавте момент во кој што имаат видни и звучни, тоа се звучни имиња во Социјалдемократскиот сојуз кои што биле носители на високи јавни функции во државата и во партијата, кои што гледаме дека се отцепуваат од Социјалдемократскиот сојуз бидејќи представуваат непрепознатливи во политичкиот дискурс. Сега кога имате вие лидер во кој што не обединува, туку разединува и во кој што вели дека бил чаршиски муабет, тоа дека се барало негово разрешување и тоа дека не ја води води Социјалдемократскиот сојуз во вистинска насока, тогаш резултатот е неминовен, Драган. Ние ќе просведочиме дека на вистина Социјалдемократскиот сојуз ќе останат маргинализирана партија во политичкиот дискурс во кој што ќе немаат веќе што да понудат. И мислам дека граѓаните се многу мудри, особено по оној пиар кој што гледам дека има нов момент во партијата, по оние пресконференции кои што се трагикомични на крајот од денот можам да ги оценам. Заради ти си не мечка. Добро. На истите тие пресконференции, на истата таа комуникација, јас се повеќе од граѓаните наидувам на разговор во кој што велат зарем мисла дека не се сеќаваме која водеше државата пред 2 години. Особено во моменти во кои што го слушаме Венко Филипче, замислете, да зборува за ковид кризата, замислете, поранешен министер за здравство, доктор пред се, да се фали за тоа дека во ковид кризата менаџирале подобро од оваа криза која што сега имаме со енергенсите. Да се фалиш со ковид криза и со менаџирање на ковид криза во кој што Македонија беше во првите 5 држави во светот по стапка на смртност е огромна трагедија. Мене би ми било срам тоа да излезам и да го кажам. Особено потенцирам како доктор. Македонија немаше вакцини, Драган. Одеше во соседството, автобуси се полнеа да одат во соседството, па се сеќавате и на оној момент во кој што се постелаат црвени килими за да се пречека една кутија, едно фрижидерче од вакцини како донација од наш сосед. Во моментов имаме голема разлика со тоа што Македонија е фактор на стабилност. Во моментов гледаме ситуација во која што имаме притисок од соседството за тоа дека водиме политика во која што нашите цени и нашата стабилност со енергенсите е навистина далеку постабилна од оние кои што се во регионот, па и пошироко. Тука ги имаме и Словенија, Германија, Хрватска и останате кои што се многу повисоки цените. Срамота е ваков човек кој што пред се велам доаѓа од здравствената фила да се фали со така наречена ковид криза и уште посмешно е од оние пресконференции кои што се забележителни од страна на Социјалдемократскиот сојуз
да велат дека ВМРО ДПМН врши предавство, замислете, на државата. Оние кои што не донесоа до оваа состојба, оние кои што го сменија името, велат дека сега ние сме оние кои што вршат предавство на Македонија само заради тоа што вршиме огромен напор во дипломатската комуникација да ги исправиме оние неправди кои што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ги направија на Македонија, заради кои што денеска се наоѓаме во ЕУ интеграцијата. На крајот, затоа го ценев и обично не сум толку експлицитна, но освен трагикомичен момент, не можам да кажам нешто поинаку за она кое што Венко Филипчи и Социјалдемократскиот сојуз го промовираат, па замислете, сега не имаме тука и напредок. Ако претходно Северна Македонија ја велеа и онака гордо стоеа за тистото, денеска гледаме каде момент во кој што Социјалдемократскиот сојуз и функционери на СДСМ изјавуваат името Македонија, нормално како што во ниеден момент ние не сме отстапиле од истиот став. Она кое што ни беше на нас понуда пред граѓаните, сме должни денеска да го испорачаме и ставовите кои што ни беа пред изборите, ние и денеска стоиме за истите без никакво помрднување. Така што граѓаните се мудри и ќе проценат кој е на вистина заштитник на македонските национални интереси. Сосема за крај, но не најмалку, ја дури би рекол најважно од се, младите луѓе во Македонија, вие сте, нема сватите погрешно се разбира, релативно млада, влезена и во политиката одамна, практично ќе имате големо искуство и некој ќе рече, па добро, сега на пратеничката и е лесно како млад човек, затоа што има големи примања како пратеник, има некакви привилегии и сето тоа, меѓутоа факт е дека младите луѓе во Македонија се соочени со страшни предизвици, и тоа не е од сега, напротив, насте се случи цел еден екзодус во последниве години, во кој што главно млади луѓе побегнаа од земјата во потрега по нов и подобар живот, затоа што не гледаат перспектива дома. Овие што се наоѓаат дома и кои што треба да ја градат државата, се составени во една состојба, би рекол, на депресија, на состојба на изгубени амбиции, на неверување во државата, во системот. Изгубено е она што е најважно, веројатно, кај секој млад човек, оној патриотизам, она љубов кон сопственото, она што те тера да останеш и да се бориш и не само да земаш, туку и да даваш од земјата. Одиме ли конечно во спротивен правец, ќе го свртиме ли тркалото или што ќе се случи? Па морам да бидам искрена дека мој најголем мотив во политиката е токму тоа да се промени. Морам малку поотворено да зборувам за оној дефетизам кој што владее генерално кај младите луѓе, евидентно и го приметувам тоа дека владее некој дефетизам кај младите луѓе, некој негативен набој, но убаво споменавте, убаво е да се биде патриот, пред се да се сака државата, но од оваа страна од која што доаѓам јас, мој најголем мотив е токму да се работи за истата ситуација да се промени. Јас никогаш нема да кажам дека младоста треба да представува хендикеп. Младоста во оваа ситуација во која што имаме можност да ги менуваме работите и да бидеме во политиката, воопшто и посакувам и ги повикувам сите млади луѓе да бидат и политички активни, за да суштински на вистинско место да бидат и да ги менуваме работите заедно, но вистината е дека во политиката доколку сте млад треба и двојно да се докажувате, и двојно повеќе работа да вложите во себе за да постигнете евидентен напредок. И генерално сакам да кажам дека тоа е исто така и одсликување во генерално во општеството кое што гледам дека треба да се случи кај младите луѓе, односно да владее еден момент во кој што младите пред се нема да бидат оставени во ситуација во кој што само ќе владее оној дефетистички момент, во кој што ќе се жалиме, во кој што ќе гледаме, да речам, сиво на работите, во кој што ќе гледаме моменти на откажување. Јас знам дека тој момент кај младите доаѓа од многу случувања во државата кои што годиниве наназад се случувале. Но ве уверувам дека владе една
поинаква политичка култура, една поинаква политичка атмосфера во која што фокус се става токму на младите. Јас комуницирам со многу млади луѓе, со многу граѓански организации, со многу меѓународни организации кои што имаат за фокус младински политики и подобрување на стандардот на младите. И во самата комуникација секој пат се споменува дека имаме големо помрднување кога се работи од аспект на фокус на младинските политики. Првично од аспект на тоа што некој седнува на маса со нив и имаме комуникација со нив да ги слушнеме проблемите и да најдеме заеднички решенија за нив. Во многу држави, например, кои што се и помалку развиени, далеку помалку развиени од нас, ме радува еден момент и кој што гледам на момент во кој што би требало тоа така да биде и кај нас во државата, е дека по завршувањето нели на она образование, по завршување на подобивање на сите потребни квалитети и квалификации, дека треба да останеме во нашата држава и дека треба да се фокусираме на подобрување на стандардот во нашата држава. Тоа е она чувство кое што мислам дека фали кај голем дел од младите луѓе, односно да бидат родолюби, да владее она чувство на национална припадност и да се остане тука во Македонија, бидејќи треба како млади луѓе да бидеме пред се борбени, не треба да се жалиме, не треба да гледаме на работите сиво, дека треба некој да ни поклони, дека треба нештото само да се дојде. Напротив, нашата сила и нашата енергија е во тоа да се бориме и да направиме нешто подобро за нас, нема друг начин освен само со работа и со многу знаење. Често знам да кажам дека единствено нешто што може да не ви го зема, тоа е знаењето и образованието, а промените и напредокот во себе и промените во државата доаѓаат само доколку вложуваме многу знаење, доколку вложуваме во образованието и апсолутно овие млади луѓе гледаат во нас партнер кога се работи во вложување особено во образованието и квалитетот на образованието кај младите луѓе, особено големо изголемување имаме во науката и во научно-истражувачката дејност. Гледаме партнер во државата и по однос на самото обезбедување на вработување кај младите. Многу позитивна реакција имавме по однос на оперативниот план за вработување, каде што на младите предприемачи им дадовме поддршка од 15.000 евра за отварање на сопствен бизнис и сите останати услови кои што им се потребни на младите луѓе се со цел да имаме еден подобар младински стандард, ајде да кажам. Но посакувам и испраќам порака, бидејќи еве имаме привилегија како политичари да го користиме медиумот за да испратиме една општествена порака, а тоа е да бидеме малку попозитивни кон самите себе пред се. Да не дозволуваме тажни, мрачни вести да не обкружуваат, туку да се сконцентрираме на себе, да работиме, да бидеме поборбени. Во државата може да биде многу убаво, секако доколку се изборите пред се самите за себе. Тука ќе бидеме ние како партнер, тука ќе бидеме да понудиме решенија заедно со нив, но пред се и над се работата на себе и борбата за себе ја гледам како начин во кој што можеме да имаме едно побаво место за живење во државата. Драгана Бојковска, пратеничка во Собранието, благодарам за гостувањето. Благодарам и на вам. Да, поштовани гледачи, тоа беше се за овој многу интересен разговор, барем за мене, верувам и за вас. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. Јас ве закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.